Почитувани очекувано, наместо итна акција на јавното обвинителство и институциите за скандалот лотарија, тие си ја прифрлаат топката меѓу себе, оставајќи простор за забошотување, влијание и сокривање на криминалот и корупцијата. Да подсетам накусо, Перпарим Бајрами, директорот на лотарија, за 2,6 милиони евра изнајмува простор од фирма каде удел има Шабан Азмовски Хамза, член на управниот одбор на лотарија, а двајцата се дојдени од Министерството на Артан Груби. Чист случај на корупција, чист предмет за јавното обвинителство. Но, јавното обвинителство како одговор до Слободна Европа, меѓународен американски медиум кој што работи и пишува серијал на овој случај, вели, цитирам, доколку финансиската полиција не постапи, обвинителството ќе оформи предмет. Почитувани, ова потврдува дека јавното обвинителство молчи и бега од темата и е во функција да не падне владата. Зошто јавното обвинителство се крие од постапка за лотарија? Што го спречува јавното обвинителство за организиран криминал? Зошто јавното обвинителство да чека? Но дали зад чекањето и префрлувањето на топката се фотографиите на Ислама Бази со Дуи? Или изборот на Јовески за уставен судија? Или можеби фактот дека зад фирмата Хеј, која што за 6 месеци се основа, купи имот и фати тендер од 2,6 милиони евра, е Армин Машовиќ од тимот партнери на Ерџан Сулковски поврзан со семејните бизниси на кланот Зајас. Почитувани, ужасни се низите криминали и корупција поврзани со Дуи, Артан Груби, Ахмети, кланот од Зајас, а институциите не смеат да писнат. Злоупотребата на службата се прави и со постапка, и со непостапување по опис на службата. И за тоа ќе има одговорност по смена на власта. Ви благодарам.